Православните христијани од утре 6 јануари се почнуваат со празнувањето на најголемиот христијански празник раѓањето на Исус Христос Божик. За достојно празнување се подготвени од црковниот храм Свети Великомачени Ѓорѓи од Кочани. Веќе од утре започнуваат со утрена златоустова литургија, на која по завршувањето сите верници ќе добијат од бадниковото гранче како заштитник на домот. Од утре започнува оној циклус на рождественските празнувања кои се посветени и кои ротираат околу еден од најголемите празници во православието, односно раѓањето Христово, кај народот познат како Божик. Значи утре со почеток во 7 часот ќе се отслужи утрена богослужба со часовите по кои ќе следува Василиева литургија. По литургијата традиционално, откако ќе се освети бадниковото гранче на сите верници, кои што ќе присуствуваат, и на оние кои ќе доаѓаат во текот на денот, ќе им биде поделено од истото како благослов за во домовите. Утредента, значи зборуваме во сабота, прв ден Божик, со почеток во 7 часот ќе има празнична утрена по која ќе следува света златоустова божествена литургија. Потоа во 15 часот празнично вечно богослужение, во недела втор ден Божик посветен на Пресвета Богородица, традиционално како и претходните години, ќе се отслужи света архиерејска литургија на која што ќе чино началство неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение со повеќе свештеници од епархијата. Исто така во недела празнична вечна богослужба и во понеделник трет ден Божик со истото време во 7 часот празнична утрена со света златоустова литургија, односно како што знаеме тој ден е посветен на светиот великомаченик и архиѓакон Стефан. Утре вечер во неколку населени места во општината се собираат соседите и ги палат традиционалните коледарски огнови. Од црковниот храм еве што велат за ваквата традиција. Апелираме, се појави онаа традиција со палење на така наречените коледарски огнови, една традиција за која што теолозите се уште немаат заземено став дали е правилна или не. Точно е дека има некои елементи кои што се поврзани со паганизмот, но точно е дека историјата сведочи дека црквата може да изобразува и да дава една христијанска димензија на ваквите, да речеме, празнувања, се со цел не да се отргне таквото празнување, но да се даде една христијанска димензија, бидејќи и огнот може да го символизира, огнот кој што бил запален на кога се родил Христос во пештерата во Витлеем. Значи доколку некои верници ќе се собираат на таквите малски коледарски огнови, апелираме сето тоа да биде достоинствено, значи во духот на христијанската традиција, односно доколку се послужува некаква храна, таа да биде постна, однесувањето да биде достоинствено, без упивање, без музики, ора, недолично зборување. Значи сето тоа да има некоја христијанска димензија која што знаеме дека треба да се подготвуваме за тивко, но сепак радосно и торжествено дочекување на веста дека Христос се раѓа. Па така многумина се вела дека на овие денови се зближува соседството, наваѓаат некакви оправдувања, но практиката покажа дека се случуваат некои работи кои што пак ќе повторам не се во склоп со христијанското учење, со христијанското предавање, значи нека бидат достоинствено и секако да не го запостават тоа на суштественото, а тоа е на самиот празник Божик да дојдат на богослужбата, бидејќи целото празнување кое што е по правило православно има еден одреден модус, а тоа е литургискиот, зашто залудно ако ние преку пост, молитва, покаяние со добри дела не се подготвуваме за раѓањето, а одиме на некакви огнови и се однесуваме недолично, тогаш имаме ние промашување во нашето вероисповед. Стануваме да речеме еден вид традиционални верници кои што се удираат во гради, еве ние празнуваме, не знам што, но сепак она што е најсуштествено и она што не соединува со Бога е причеста. Доколку ние не се подготвуваме за причест, доколку не постиме, не се покајуваме, и посебно во овие денови за радост за нас христијаните, ако ние ги забораваме сиромашните, гладните, оние кои што немаат елементарни услови за екзистенција, тогаш нашата вера без дела, како што сведочи светиот апостол Павле, е залудна.